Македонија. Силен народ кој во срцето си ја носи татковината. Добро вечер и добро дојдовте на овој величествен собир. Дозволете да ви се обратам во името на граѓанското движење за одбрана на Македонија, но не само во името на граѓанското движење, и како историчар кој јасно го согледува организираното разнебитување на македонската држава. Во овој момент над Македонија се надвиснати едновековните балкански сеништа заедно со двојните мерила на некои големи сили. Многу од случувањата на кои сме сведоци деновиве и бевме сведоци овие денови се веќе видени во 2001 година. На ист начин и можеби со повеќето исти актери. По успешното справување на нашите безбедносни сили со терористите во Куманово, со војниците на злото кои имаа за цел да тргнат во крвав поход низ Македонија, се активира планот Б, украинската драма на која се уште не и се гледа крајот. Во рамките на овие антимакедонски акции, најтажно е што изостана силната осуда на тероризмот од страната на оние кои во паника ги собираа редовите, извикувајки "Јас сум Чарли". Тероризмот е зло кое не познава граници. Подеднакво се ранливи и најсилните и најслабите. Затоа дозволете, во името на незатворените рани на нашите бранители, во името на свежите гробови на двајцата Горани, Жарко, Ненад, Сашко, Бобан и Самедин Љубиша, да порачаме Македонија и ние сме дел од антитерористичката коалиција. За жал, бев сведок на распосланите шатори на украинската опозиција кои со месеци го наградуваат центарот на Киев. Сведок на моментите кога се рушеше една легално избрана власт со нелегални средства и со благослов на некои кои и тогаш и сега гласно се повикуваат на демократијата и на нејзините институции. Во моментов и во Македонија опозицијата и нејзините надворешни ментори ни приредуваат еден од чиновите на украинската драма. Се поставуваат шаторите, а потоа веројатно следи некој македонски кличко. Името воопшто не му е важно. Тој ќе биде само пионот кој треба да одигра некаква клучна улога во оваа добро испланирана и долго подготвувана балканска премиера. Почитувани, нашата сила, нашата енергија која зрачи овде и сега е најголемата пречка за реализација на тоа погубно сценарио. Застануваме цврсто во одбрана на целоста, мирот и просперитетот на нашата татковина и пред се на браникот на демократијата. Бараме да биде почитувана волјата на граѓаните на Република Македонија. Волја која флагрантно се крши од страна на една деструктивна, агресивна и безидејна опозиција. Со манипулации, притисоци и насилство се гази демократијата, се врши невиден психолошки терор над неке излитената фраза дека за некоја демократија според нивните аршини. Му порачуваме на премиерот Никола Груевски да ја заштити суверената волја на мнозинството граѓани на Република Македонија.
со тоа ќе покаже да јушно почитување на државата. Вечерва е се биде дел од еден ваков народен собир. Сепак, представо дека идат да остат во ова изрежирано безумие. Дозволете на крајот да ви се обратам како граѓанин, браникот на татковината и како мајка загрижена за иднината на своите потомци. Во името на сите наши родени и неродени генерации, ајде сите заедно да испратиме позитивна енергија и да покажеме дека Македонија се сака и дека ќе обстои и ќе биде уште посилна заради нашето единство и сплотеност, заради нашата безалтернативна решеност да го сочуваме мирот и да ја одбраниме демократијата. Да живее Република Македонија и да биде уште посилна со Господ напред.